Добро вечер и добре дојдовте во 181-то издание на филмскиот магазин Филмополис. Ова есен се покажа прилично плодна на филмски план кај нас, па токму затоа, како и во претходните изданија на емисијата, и следните 30 на минути комплетно ќе ги посветиме на случувањата во домашната кинематографија. Минути во кои ќе доминира интервјуто со режисерот Милчо Манчевски по повод македонската премиера на Сенки, неговото најново трето поред филмско остварување. Токму затоа останете на оваа фреквенција. Започнуваме со она што минатата недела навистина не израдува. Режисерот Игор Иванов Изи ја доби престижната награда за режија на филмскиот фестивал во Валенсија за Превртено, кој се уште можете да го погледнете во нашите кина. Исто така и арт киното Фросина во Младинскиот културен центар во Скопје продолжи со своите активности, овој пат со ревија на кинески филмови. Стартуваме! Карлови Вари во јули беше првиот филмски фестивал на кој дебитантскиот филм на Игор Иванов Изи Превртено ја доживеа и својата светска премиера, а веќе со учество на вториот интернационалниот филмски фестивал во Валенсија, Шпанија, филмот ја доби и првата значајна награда, која се надеваме дека ќе отвори фин пат за понатамошниот живот на ова македонско остварување. Се работи за престижната награда за најдобра режија, доделена од официјалното жири на чело со словеничкиот режисер Дамјан Козоле, кој минатата година ја доби главната награда на фестивалот Златната палма и 40.000 евра. Инаку на 28-то издание на филмскиот фестивал во Валенсија Превртено беше во надпреварувачкиот дел, во конкуренција на 20 на филмови од медитеранските земји. Освен тоа, македонскиот представник доби исклучително позитивни критики за оригинално филмско остварување и придонес кон современата светска кинематографија. Инаку, како што ни кажа Иванов во интервјуто во Филмополис пред 3 емисии, Превртено својот фестивалски живот го продолжува со учество на фестивалите во Сао Пауло, Брауншвајг, Хент, што значи можностите за освојување на уште некоја награда се навистина реални. Што се однесува до неговиот живот на домашниот кинорепертоар, Превртено по неколку неделното прикажување во киното Милениум, каде го видеа околу 13.000 гледачи, од денес започнува да се прикажува и во кината низ Македонија. Резервирајте навреме билет. Ако ми дадеш, ќе биде се во ред. И немој многу да ме негираш. Немој многу да размислуваш. Ако ми дадеш, ќе биде се во ред. Ако ми дадеш, ќе биде се во ред. А по ревиите на новиот француски и германски филм продолжуваат активностите во арт киното Фросина во МКЦ во Скопје. Во петокот започна неделата на кинески филмови, одлична можност домашните филмофили да се запознаат со новите остварувања во потентната кинеска кинематографија. Ревијата ја отвори акцијската драма Војни на небото и земјата, филм од 2003 на режисерот Хе Пинг. Истиот овој наслов и ќе го затвори фестивалот утре вечер во 20 часот. На програмата фигурираат и насловите Лотус Латерна од 99-та на Жанг Си Чанг, Прекрашување на тишината од 2000-та на Жу Сун, Женски тренер и машки играч, исто така од 2000-та на Џиан Ки и филмот Кој се грижи од 2001-та на режисерот Џиан Џин Хуанг. Ова е прва ревија на кинески филмови во арт киното Фросина во организација на Младинскиот културен центар, Министерството за култура на Република Македонија и амбасадата на Кина во нашата земја. Советникот во амбасадата, Џиан Ли, рече дека неделата на кинески филм е важен составен дел во меѓународните односи меѓу двете земји на културно ниво.
Очекувам македонските гледачи да дознаат повеќе за кинеската култура токму преку филмот, кој е мост меѓу народите, изјавили. Со фестивалот треба да ги најдеме разликите меѓу македонската и кинеската култура и истите да бидат причина за меѓусебна соработка, додавајќи дека наскоро ќе биде потпишан договор за соработка меѓу Министерствата за култура на двете земји со цел да се планираат и понатамошни проекти. Во почетокот на овој век, Македонија уште се наоѓаше под владењето на Турската империја. Но народот водеше борба за слобода, спремајќи се за вооружено востание. Меѓу многобројните борци се наоѓаше една група млади патриоти кои се бореа за слободата на својата земја на еден поособен начин. Пред дождот и прашина, авторски филмови за кои Манчевски е навистина ценет во филмскиот свет. Златниот лав во Венеција 94-та го трасираше патот на македонскиот режисер во врвот на светската кинематографија. Статус кој останува да го зачува и со Сенки, кој по светската премиера на филмскиот фестивал во Торонто минатиот и по прикажувањето на фестивалите во Сао Пауло и Рим овој месец, во петок ќе ја доживее и премиерата пред македонската публика. Останува да видиме колку Сенки е сличен или различен од неговите претходници и колку Манчевски останува доследен на својот авторски сензибилитет. Инаку Сенки се снимаше од мај до септември минатата година на локации во Скопје и низ Македонија, а постпродукцијата се одвиваше во Њујорк, каде режисерот живее и работи како професор на Филмски универзитет. Кинематографер е славниот италијанец Фабио Чанкети, монтажер Дейвид Рей, а саундтракот, иако беше најавуван Збигњев Прајснер, композиторот на музиката на филмовите на Кишловски, ја потпише уште едно познато име, американецот Рајан Шор. Значи, во следните минути со Манчевски ќе го разголиме животот на Сенки, кој во меѓувреме доби неколку позитивни, но и резервирани критики во светските филмски магазини. Одиме со разговорот. Богородица го измолила Дедо Госпо да ги пушти душите. И тој рекол добро и ги пушти душите од пеколот. Да излезат, да се шетаат. Од Великден до Дувавден. Да, ама... Ајде, лесна им земја. Кога минатото лето направивме големо интервју во магазинот со Манчевски, работниот наслов на филмот кој се снимаше со полна пареа беше Коски. Токму затоа вечерашниот разговор го започнавме со прашањето кога Коските преминаа во Сенки. Па се с Коскија и стана Сенки, не знам каде беше. Бевме во монтажа. Што е? Мами, не сум у школа. Не знаеш, а? Е, па така е, тато носи, мама меси. Барав нешто малку помалку опипливо. Коските се многу опипливи и така грозни се малку и во тоа беше убавината. Во таа малце тешка, не знам, морбидност, како сакаш крсти го, така да има некоја своја поетика тоа, ама како се додефинираше филмот, откривав дека треба нешто малку по-лефтерно и по-тешко да се фати, по-тешко да се зграпчи. Мене кој ме форсираш? Сама сум ги откупувала коските. И Сенките некако сами се дефинира, името на фирмата што го работеше филмов, која постои негде од, не знам, 98 е Сенки, и самиот поим ми е многу интерес. Затоа што тоа е нешто што е со нас цело време, а не го гледаме, не го забележуваме. И ми текнува на една епизода од Микиев алманах Сенките кога прават бунт и револуција и се бунат против луѓето. Не, сметајте, работата завршена во целост. И така некако со Баварија и со монтажерот го разговаравме ова, они предлагаа да се вика филмот Сенка на македонски, значи македонскиот збор да иде како светско име. Ја мислев дека тоа сепак малку преезотерично. Нека биде Сенки, ама преведено, немек Shadows или како веќе се вика на другите јазици. И така биднаа Сенки. Веројатно при гледањето на еден филм се врти околу чувствата кои тој ги предизвикува кај гледачот.
Кое е генералното чувство кое се добива по гледањето на Сенки? Дали Сенки е филм кој си игра со чувствата на гледачот, дали на моменти манипулира со нив или е чист и јасен? Се надевам дека во исто време ќе биде едно тешко чувство и едно чувство на катарза, на ослободување, на развеселување. Бридж. Страв кој те ослободува. Се надевам дека тоа го постигнуваме, дека патувањето низ светот на Лазар или на доктор Лазар Перков е патување низ неговиот кошмар, низ неговиот вител, низ неговиот тунел, за на крај да излеземе на светлината на денот и да бидеме облеани со светлина како што е тој облеан. Јас не верувам во пораки, верувам во искреност на чувства, на уметнички чувства, на една сеопфатна атмосфера, на една сеопфатна емоција која треба да ти излегува од срцето. И тоа е она што стално го кажувам на моите студенти. Нас ни е занает да бидеме манипулатори. Ама мораме да бидеме честни манипулатори. Родилката, чие бебе беше пронајдено мртво во ногавицата од нејзините тренерки, завчера со позива на брза помош, итно и во критична состојба, било донесено во Стомичката болница. И? Дури тогаш лекарите утврдиле дека бебето е мртво, пошто ја... И? Време е да влеземе во поинакви води. Во преддождот имаме микс на типична македонска жена и типична современа жена, преку ликовите кои ги играат Стојановска и Кертлич. Во прашина пак, прашањето околу ликот на жената се движи на тенката граница меѓу светица и курва. Го прашавме Манчевски како фигурира жената во Сенки и колку Сенки е машки, а колку женски филм. И во Сенки жените се најсилните ликови. Мислам дека особено во Сенки, во споредба со предождот и со прашина, жените се оние кои се посилни ликови, затоа што верувам дека во животот е така и верувам дека особено на Балканот е така и покрај целото наше шапурење на балкански мажи. Како ќе живееш ти без мене? Ало, полиција? Ќе им кажам дека ти ме требаш. Мало? И некако врзано паралелно со тоа во исто време и прашањето на односот мајка-чедо или мајка-син. Ти ја сакаш? Па, мајка ми е. Жена ти ја сакаш? Една од темите со кои се бави Сенки е баш тој однос на медитеранска мајка со син златен на мајка. И размислував околу тоа како би изгледало кога една наша македонска леди Макбет, што би се случило кога леди Макбет би преживеала и низините деца би пораснале? Каков би бил тој однос? Што е ова? Кој? Тоа ти е новиот паркет. Мислам дека е ова многу интересна обсервација, дека е навидум машки, а има многу женско срце во овој филм, како и во другите два. Ако Сенки на некој начин ја заокружува неформалната трилогија во опусот на Манчевски, тогаш можеби веќе може да зборуваме за паралелите кои можат да се извлечат од досегашните три филма, кои се точките кои спојуваат, а кои се точките кои резидуваат во Преддождот, Прашина и Сенки. Па, јас немам намерни допирни точки во филмовите или во спотовите или во работите што ги пишувам. Меѓутоа, допирни точки мора да има затоа што доаѓаат од ист човек, од ист автор. И ова се авторски филмови, не се холивудски филмови каде што понекогаш нема ни да знаеш кој го работел.
И затоа што се авторски, и затоа што се бават со во суштина вистински и во исто време приватни чувства и размислувања и концепти, тие ќе бидат на некој начин поврзани. И ако приказките се различни, ако соработниците се различни, и ако јас се менувам во овој период, они пак имаат некои допирни точки. Значи, ова се сите оние допирни точки кои се допирни случајно. И ако седнам и ако ги одгледам во една вечер или во 3 дена, ќе видам дека, не знам, во сите има или некој погреб, или некоја задушница, дека во сите има некоја двојност, има ликови кои изгледаат слаби, а се всушност многу јаки, или ликови кои изгледаат јаки, а се всушност многу слаби, дека има оптичка илузија или визуелна, или во времето, кога мислиш дека времето оди наваму, а оно уствари одело во спротивен правец. Значи, тие работи ги има ненамерно. Има неколку работи кои ги повторувам намерно и тие се некои ситни мали играри, кои ми се мене забавни додека ги работам и верувам дека ќе му бидат забавни на добронамерниот гледачи, ако се мали деталчиња. Например, секој мој филм почнува со патлиџани, во секој филм се појавувам на фотографија, затоа што не се сметам за добар глумец и слично. Ало, сонце. Злато, шо правиш? По прикажувањето на филмот во Торонто, Сао Пауло и Рим се огласија и светските филмски критичари во своите гласила. Кај сите нив се провлекува сексуалноста како нишка која ја сметаат за главен адут на филмот. А кога сме веќе кај сексуалноста, историјата на македонскиот филм изобилува со вакви сцени. Колку сцените во Сенки се разликуваат или поистоветуваат со оние во останатите македонски остварувања. Сексот е една многу убава и интересна работа. Сенки е филм за смртта и за сексот и за 2-3 работи кои се наоѓаат меѓу едното и другото. И ме интересира тоа што како ние се однесуваме кон фактот дека општеството ги претворило сексот и смртта во табу. Колку си убава. Тоа е на жена ти го викаш. И она е убава. И зошто се тие табу и како ние се справуваме со тоа прашање или тој проблем или тоа ограничување или тоа ослободување. Убава. Многу е убава. Слично беше и во претходните филмови. Овде е тоа можеби по-конкретно, затоа што и целиот филм, целата фактура на филмов е по-конкретна. Драматургијата не е толку раскршена. Сигурно те сака. Не сакал на никого. Јас ги работев тие сцени онака како што мислев дека е неопходно за тој момент во раскажувањето на таа приказна. Они немаат тие сцени како такви немаат многу врска ниту со моето лично сваќање на сексот, ниту со уште помалку со тоа како е сексот прикажан или доживеан во досегашните македонски филмови. Само овој филм си постои како таков, во некој вакуум и во исто време како некое продолжение на македонски, ама и на светски филм. Прашањето е многу повеќе како овој лик или овие ликови го доживуваат сексот во тој момент, а не физикалноста на чинот. Не сум зел ништо. Татко ти, дедо ти, син ти. Каква врска имам јас со нив? Филмскиот критичар на Movie Review пак го потенцира егејското прашање кое суптилно се провлекува низ филмот. Дури тоа го споредува и со интензивирањето за доаѓање до решение за проблемот со името меѓу Грција и Македонија последниве месеци, споредувајќи го во поднасловот на филмот "Врати го она што не е твое". Што мисли Милчо за политичката конотација на неговите приказни? Ако филмот погоди некој нерв, ако погоди некоја резонанса во мене како гледач, секогаш ќе најдам некој драматуршки, наративен момент за кој ќе се фатам и ќе зборувам. Меѓутоа, ако не го погоди нервот во мене, џабе се сите други наративни или драматуршки или политички моменти.
Дојде? Ири се готов што не е на теб. Бабата, што пробав да ја снимам на мобилниот сега, си запишав. Што мислиш? Ке да е некој стари егески диалект така звучи. Никој веќе не го збори. Филмот или уметноста воопшто не се бават, барем не директно со политика. Се што ќе направиме, секоја геста е политичка, меѓутоа не така експлицитно политичка. Интересно, мислам за мене ниту Пред дождот, ниту Прашина не беа политички филмови, беа доживеани како такви. Тука инсистирав во Сенки да има уште помалку политика, да ја нема, да биде приказна за еден човек, за неговите стравови и љубови и неговиот кошмар кој го носи низ еден лудничав тунел. И дури во тоа еве се пронаоѓа политика. Да се спомнува прашањето на егејците, мислам дека е тоа една многу важна и една многу трагична тема, која како тема мораме да ја знаеме и да ја се навраќаме и да ни биде света. Меѓутоа не верувам дека било која тема сама по себе без уметничка разработка може да заслужи внимание на еден консумент на уметност. Манчевски честопати е опишуван во распон од автентичен автор до на моменти имитатор, да речеме со еден Полански, колку тој се обидува автентично режисерски да ги реши сцените, а колку повикувајќи се на неговите режисерски херои од филмската историја, честопати и цитирајќи ги. Јас понекогаш имам намерни цитати, понекогаш нешто сум научил од луѓе, од режисери, од многу поголеми режисери од мене, од Грифит па наваму, до Тод Солондс. И никогаш не инсистирам на тоа да бидам оригинален по секоја цена. Јас само го барам највистинскиот, најтоплиот, најдиректниот начин да го искажам она чувство или оној драмски момент кој му е потребен на филмот во тој момент. Вие комшија сте? Нов сте? Лифто да ти имам камен да родиш. Груша ти сгуша, глиста ти свешта, жаба ти проскуре. А ако се бавиш со тоа како те доживува некој гледач, особено некој професионален гледач, ќе си го расипеш односот со делото, авторски, и ќе си расипеш комуникацијата, ќе си расипеш можноста да креираш чисто, затоа што тоа ќе почнеш да креираш за некој критичар или за некој гледач и веќе ќе немаш однос кон платното или кон филмот или кон песната и со тоа веќе нема да можеш чисто да работиш. Немате ништо скршено. Знам. Цели се моите коски. Сенки е трето остварување на Манчевски, но некаде по Прашина, кога го работеше проектот со фотографиите во Музеот на современа уметност, изјави дека можеби веќе нема да се занимава со филм. Момент на слабост или... Не момент на криза, момент на ослободување. Стално ја имам таа дилема. Колку, дали навистина вреди да се... Животот е краток. Толкави големи парчиња живот да му се посветуваат на еден филм, на друг филм, на трет филм. Тоа се крв, пот и солзи. Некој тоа го прави со многу радост, јас тоа го правам со многу жртва. Никогаш не ми е жал што ја правам таа жртва, ама во исто време остануваат некои други работи недоречени, недокажани, недоиспиени, книги непрочитани, места невидени. И си мислам дали навистина тоа толку вреди, затоа што еве во овој филм се 3 години, конкретни години од мојот живот, фул тайм.
од сабајле до вечер се будам на полнок, ми текнува идеја, ја запишувам од сабајле или монтирам или преговарам со некој продуцент или некоја музика се вади или се три кадри се три фрейма се поместуваат и тоа трае и на крај тоа ќе се заврши и тоа е едно DVD малечко или еден 6-7 ролни и тоа некој го гледа и ќе смени канал. На крајот на денот ние сме циркузанти. Ние не измислуваме лек за рак. Дали целото тоа вреди, постојано се прашува. Нема потреба, Злато, свети цел стан. Јави се одмah, кој знае како провали. И на крајот неизбежното прашање, дали Сенки ќе влезе меѓу 5 номинирани за Оскар за филм од неанглиско говорно подрачје? Сенки нема шанси да влезе тие 5 за Оскар. Така да, од таа страна берем ми е многу лесно, затоа што ова не е таков филм, мислам, ова е филм кој се гледа во една скопска магла, или се гледа во една париска магла, или се гледа на едно римско сонце, ама не се гледа на едно калифорниско сонце. Ако ќе знаеме дека од академијата, од тие 5,5-6 членови кои гласаат, околу 5,000 живеат на тоа сонце во Малибу или Беверли Хилс, знаеме кај ќе заврши Сенки. Бридж. Ја. Ти си доктор, стручњак, одличен. Барај малку респект за себе. Остава. Можеш да земаш од мајка ти? Земај смета. Тоа не ти смета, а? Еј, добро! Добро! Лазар Перков. Голема работа. Ми треба помош, некој дијалект. Мири си готов, што не е стина теб. Некоја баба со еден волк. И те исплаши. Ти умирам. Некој поредко, некој почесто. Мири си готов, што не е стина теб. Ќе да е некој стари егески дијалект. Мислам дека значи врати го на што не е твој, имај почит. Треба да го вратиш. Колку си убава. Тоа е на жена, ти го викаш. И она е убава. Многу е убава. Што ли ќе каже жена? Тато, имаш ли ти нешто украдено? Се крадело и оште се краде. Ти кај си до сега тоа да ми кажеш? Сакаш да знаеш како се вика? Како живееш ти без мене? Старите велат дека има души што не можат да си одат. Задушница, господин Лазар. Да се истура да пиење за умрените? Умри стани. Због се. Дојди. Океј, тоа беше интервјуто со режисерот Милчо Манчевски како најава на премиерата на Сенки во Скопје во петок на 2 ноември. Се надевам дека разговорот беше доволно провокативен за да ја разбуди желбата во вас да го погледнете овој филм следниот месец на редовниот кинорепертоар. А како заокружување на вечерашниот 181 Филмополис, во редовната рубрика Филмска музика ќе направиме еден фин микс од музиката од претходните филмови токму на Манчевски, Пред дождот и прашина, која ја подпиша Анастасија и Кирил Џајковски. Секако додека со нетрпение очекуваме на пазарот да се појави саундтракот за актуелниот Сенки, кој го компонираше Рајан Шор. Поздрав до следниот понеделник во истиот термин. Чао, чао!